Во жестоко поделената Европска Унија околу справувањето со стотиците илјади луѓе кои бегаат од со војна и сиромаштија зафатените земји во Азија и Африка, како клучно произлезе обезбедувањето на соработката со една земја која не е членка на Унијата – Турција. Брисел сака земјите членки да ја зголемат и да ја пренасочат финансиската помош во поддршка на сместувањето на бегалците во Турција, чии напори за влез во Унијата не напредуваа во изминатава деценија. За возврат, Анкара би можело да добија подобрени услови за бегалците, кои постепено би се враќале во Турција. Главна работа во целата соработка треба да биде справувањето со шверцерите на луѓе кои ги пренесуваат бегалците во Грција. Анкара пак смета дека Европа се разбудила дури сега во кризата со бегалците, која трае повеќе од 4 години. При тоа се наведува дека Турција потрошила над 7,5 милиарди долари за сместување на бегалците и од за тоа време добила само нешто над 400 милиони долари меѓународна помош. Германскиот канцелар Ангела Меркел изјави дека Турција би морала да направи повеќе за заштита на нејзините граници со Грција. Без турска поддршка Грција нема да успее, изјави таа, наведувајќи дека за ова прашање веќе разговарала со турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган. Сепак постојат сомневања за тоа дали Турција, во која има над 2 милиона бегалци, е способна да ги запре во нивната потрага по подобар живот во Европа. Само околу 300.000 од нив се сместени во бегалски кампови, додека преостанатите живеат од нивните заштеди меѓу турското население. Тие се цел на шверцерите на луѓе за кои турските власти се прават дека не ги ни гледаат, вели Марк Пиерини, поранешен амбасадор на Европската Унија во Анкара. Во овој криминален бизнис, кој главно се одвива на Егејско море, се вртат милиарди евра, а многумина шверцери имаат своји Facebook страници со најнови информации за состојбата на границите и за временските услови. Не е феро Турција да се очекува сама да се соочи со овој проблем, оцени Турското министерство за надворешни работи. Врските меѓу Европската Унија и Турција се на ниско ниво поради загриженоста на Унијата за војното справување со курдските сепаратисти, но и поради турските нејасни намери во Сирија и автократските тенденции на турските власти. Од друга страна пак, Турција е разочарана што и натаму останува надвор од Европската Унија и од недостигот на консултација за бегалската криза. Исто така Анкара е налутена поради антимуслиманската и антитурската реторика во Европа. Една од трите работи што Турција ги сака најмногу од Брисел, парите, е најлесно за испорачување. Голем проблем и натаму ќе бидат преостанатите две – статусот и безвизниот режим.